Мартина ќе ни донесе една таква приказна. Би требало да ја имаме за кусо. Еве ни Мартина. Мартина, добро утро веќе по втор пат. Блазисите што уживаш во таа атмосфера таму, дали навивате гласно за нашиот колега Маријан Ников? Добро утро, Јована, јас се извинувам, меѓутоа не те слушам многу добро. Ова е нашето второ линковско уклучување од Скопскиот маратон. И со нас тука ја имаме Ана, која што е претседател на Сдруженијето за мултипла склероза. Добро дојде, Ана. Добро дојдов, да, добро се најдовме на Скопскиот маратон, кај што има премногу луѓе и премногу поддржувачи, премногу соработници, ќе кажам во продолжение по-детално. Дали за прв пат на маратонот учествуваат лица со мултипла склероза? Да, токму тоа е најголемата возбуда е токму заради таа причина. За прв пат на Скопскиот маратон учествуваат лица со мултипла склероза. Имаме голем број на поддржувачи за соработници кои што трчаат за мултипла склероза. Знак на препознавање е портокаловата панделка која што ја носат сите кои што трчаат за МС. И тие се тие кои ги охрабрија и самите членови, односно лица со мултипла склероза, и они да се пријават на Скопскиот маратон и да трчаат рамо до рамо со искусните маратонци, така што они како водат борба со километрите, ние водиме борба со одложување на нашиот инвалидитет. Односно да го спречиме да да прогресира нашата состојба. А дали им беа тешки подготовките? Сега подготовките не знам, секој индивидуално се спремаше, самите луѓе беа расположени со мултипла склероза да се пријават на маратонот, што јас верувам дека самите се свесни што требало да се направи и дека направиле се што е потребно. Кои се најголемите предизвици со кои што се соочуваат лицата со оваа болест? Добро, кај нас, во Република Македонија, прва, односно мисија и визија на Сдруженијето и нашите цели и задачи се подигање на јавната свест за предизвиците кои што се соочуваат лицата со мултипла склероза, постигнување да бидат достапен, подобар третман, рана диагностика, високо ефикасни лекови и сето она што е загарантирано со светските протоколи, насоки и стандарди. А што представува оваа болест всушност? Добро, не знам колку се запознаени гледачите, меѓутоа еве националното сдружение тука да баш да ја подигнеме таа јавна свест. Самата болест е мултипла склероза, значи хронична дегенеративна болест на централниот нервен систем, која што е честа причина за предизвикување инвалидитет кај младата работоспособна популација. Значи, најчесто се диагностицира од 20 до 40 годишна возраст. И сега, за жал, во последно време забележени се случаи на педиатриска мултипла склероза, каде што веќе имаме случаи на 12-13 години лица со мултипла склероза. Значи се зголемува бројот со годините? Се зголемува, да речеме, на годишно ниво обично е околу 60 до 80 ново диагностицирани, меѓутоа нас не загрижува фактот што старосната граница опаѓа, така што веќе и малтене деца заболуваат од ова сериозна болест. Кои се целите на ова сдружение? Целите се токму тие да обезбедиме рана диагностика, адекватен третман, софистицирани терапии, високо ефикасни терапии кои што ќе им бидат достапни на поголем број од лицата со мултипла склероза. Значи за да се спречи настанување на телесниот инвалидитет. Затоа што, младата работоспособна популација, доколку се случи настанување на телесен инвалидитет, се намалува квалитетот на животот, засегнато е целото семејство со оваа болест, често ја споредуваат со неканет гостин кој што викаат ќе ви дојде дома, ќе зафати една соба, ќе се распакува со својот багаж, меѓутоа никогаш не си заминува.
Што значи целото семејство е засегнато од оваа болест, не е само пациентот, он го носи најголемиот товар, меѓутоа и целото семејство, остатокот од семејството. Вие сте пред месец дена формирани, така? Па да речеме крајот на март, извинете, се формираше Националното здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза. Сметавме дека има потреба од формирање на вакво, ајде да речам, здружение со цел да им излезе во пресрет на лицата со мултипла склероза, да имаат подобри услови, да имаат поквалитетен живот и поисполнет, да бидат вклучени во социјалниот, општествениот живот и да ги се соочат со сите предизвици кои што ги носи самата диагноза. До сега колку членови брои ова здружение? Со оглед дека сме младо, ново формирано здружение, не можеме да кажеме дека нашите капацитети ги градиме на што поголем број нели да имаме членови. Првично сме фокусирани да се обезбеди што подобри услови за лицата со мултипла склероза. Среќни сме што постои навистина голем интерес и од прилика за месец дена веќе броиме околу 100 членови. Дали се инкорпорирани овие членови во општеството? Па не можам да кажам дека се целосно, односно дека општеството е расположено, сметам дека ќе се смени таквата клима, нели? Ќе биде подостапни сите услуги, ќе бидат подостапни на лицата со мултипла склероза, ќе можеме да бидеме интегрирани во самото општество, ќе ги охрабриме лицата со мултипла склероза и тие што имаат, да речеме, благ телесен инвалидитет, без разлика или дали се во количка, да излезат од своите домови, нема потреба да бидат затворени. Тоа е тоа, јас ако можев да дојдам денес тука, кај што има затворени улици, значи може секој. Тоа е тоа. И ќе се стремиме во иднина за што подобри услови на лицата со мултипла склероза, почнувајќи прво од терапиите, тоа неколку пати го кажа, и се останато. Добро, ви благодарам за учеството во нашата утринска емисија Јас сакам Македонија. Благодарам и на вас. Да, пријатно беше ова интервју, малце незгодно затоа што овдека има преголема гужва. Преку 12.000 луѓе има на маратонот, малце и тоа ствара нервоза од сите страни, е галама, меѓутоа баш е возбудлива состојба. Да. Токму така, на маратонот учествуваат 12.500 надпреварувачи од 58 различни земји, кои што се надпреваруваат во 4 различни трки: маратон, полумаратон, штафетен маратон и трка на 5 километри. Ова е нашето второ линковско вклучување. Толку од нас и се надевам дека гледачите по завршувањето на нашата емисија ќе излезат надвор и ќе ги бодрат сите овие надпреварувачи, затоа што нивната поддршка им е многу потребна.